Приказните на мама Ана. Приказните на мама Ана се приказни за добра ноќ. Нивната намена е да дејствуваат приспивно и да им помагаат на децата побрзо и полесно да заспиваат. Важно предупредување. Не пуштајте ги приказните додека сте во возило, затоа што можат приспивно да влијаат и врз возачот. Сонот на бебето змеј. Што ќе ми читаш пред спиење, мамо? Ке ја читаме приказната Сонот на бебето змеј, Биби. Беше вечер во волшебната шума. Надвор врнеше дожд. Врнеше долго уште од утрото, а крупните капки се сливаа по лисјата на дрвјата и паѓаа на земјата. Во пештерата на змеовите, бебето змеј си лежеше во своето креветче од лисја и гледаше низ отворот од пештерата. Ги гледаше капките дожд кои правеа мали барички во карпестиот пот. Потоа полека го спушти главчето и се обиде да заспие. До него беше мајка му, која веќе дремеше. Едното око секогаш и беше отворено од ја вардеше пештерата од натрапници. Никој не можеше да влезе незабележан додека тука беше мајката змеј. И така, бебето змеј ги затвори очите и сонот веднаш го занишка. Тоа почна да тоне, како во мек бел облак, како во купче пердувчиња, како во прегратките на морската пена. Лево, десно, горе, долу, ниш, ниш, ниш. Сонот го нишкаше и тогаш бебето змеј почна вистински да сонува. А што сонуваше? Верувале или не, сонуваше дека е момче. Сонуваше дека е момче и дека живее во еден град. Град како и нашиов. Со куќи и згради, со автомобили, автобуси, велосипеди, со улици, тротоари, училишта, продавници, паркови, игралишта. Но во мигот кога го сонуваше овој сон, момчето не беше надвор, туку беше дома, во својата соба, во своето топло креветче. Покриено со ќебенцето, момчето сонливо лежеше во креветот и го слушаше дождот како паѓа. Звукот на дождот го разбуди бебето змеј. О, па тоа беше само сон, си помисли бебето змеј. Јас не сум момче, јас сум си змејче. Но можеби ако заспием повторно, пак ќе станам момче. Ете така си помисли бебето змеј. Се продзевна и потоа почна да тоне во сон. Но кога заспа, бебето змеј не се најде во градот, туку се најде горе во воздухот. Не беше дете, туку си беше змеј, но убав, голем, млад змеј со големи крилја кој умееше да лета. Тој леташе по ноќното небо, горе, над облаците. Од време на време застануваше да се одмори на некој облак, а потоа продолжуваше понатаму, понатаму. Каде одеше? Верували или не, одеше на месечината. Да, тој можеше да стигне до неа. Таму на неа се наоѓаше неговиот дом, еден голем сребрен замок. Секоја ноќ змејот си доаѓаше во замокот да се одмори, а потоа секој ден повторно крстосуваше по небото, дружејќи се со облаците. Така и сега, змејот иташе да стигне дома. Беше изморен, му се спиеше. Пуф, пав, се одбиваше тој од облаците, како да се трамболини, а потоа се вивна високо, високо до месечината. Кога втаса во замокот, младиот змеј легна на меките свилени перници, кои ги ткаеа стотици илјади свилени буби. Легна, ги затвори очите и веднаш заспа во истиот миг.
И што мислите? Што сонуваше тој? Сонуваше дека е момче, кое спие во своето кревече во еден голем град, кое спие и сонува дека е бебе змеј во една пештера длабоко во волшебната шума. Бебе змеј кој пак сонува дека е млад змеј во својот замок на месечината. Колку чудно! И во тој миг, бебето змеј повторно се разбуди. Колку чудно, си рече тоа. Навистина чуден сон. Мајката змеј го отвори едното око, го погледна своето чедо, го обви со опашката и го привлече кон себе. Откако се смести во мајчината прегратка, бебето змеј повторно почувствува замор. Ми се спие, рече тоа сонливо. Тогаш спи, одговори мајка му и го затвори едното око. Тогаш и бебето змеј ги затвори очите. За кратко и тоа заспа, но овој пат не сонуваше ништо. Падна во длабок, мирен, спокоен сон. И спиеше долго, се до утрото. А спие долго и едно момче во една куќа во еден голем град и еден млад змеј во својот замок на месечината. А спиеше и едно девојче кое се викаше Биби. Добра ноќ, Биби. Добра ноќ, деца.